Подготвена е нашата колешка Ивана Крстевска-Јановска-Линковски да ја вклучиме, ве ја гледате. Добро утро, Ивана. Ни се јавуваш од Кулинарско училиште. Фиџи, така ли е? Дали точно го кажав насловот? Името? FG, добро, како и да е. FG, Кулинарско училиште. Добро утро, еве, до тебе и до гостинот Филип Чаловски, со кој што ќе разговарате на тема појадок од фарма на трпеза. Ајде да видиме за што се работи. Токму така, Слободанка, да ги поздравам и нашите гледачи кои што ова понеделнично утро и оваа нова работна седмица ја започнуваат со нашата утринска програма. Ние ве поздравуваме од кај нашите веќе добро познати пријатели FG Кулинарското училиште. Неколку пати сме имале интересни рецепти од тука пренесени за нашите гледачи кои што шефот Филип Чаловски несебично ги споделува со нашите гледачи и со нас секако. Но ова утро ќе зборуваме токму за појадокот од фарма на трпеза, кој што од неодамна може да го се служи во FG Кулинарското училиште и токму еден од таквите појадоци, но овој пат посен, ќе имаме можност да го погледнеме, да видиме како се подготвува. Овде заедно со мене се Филип Чаловски и Злате, кои што ќе ја подготви или ќе го подготви овој појадок, а за што поточно станува збор ќе ни кажат токму шефовите кои што се задолжени за тоа. Филип, ќе ти посакам добро и убаво утро. Најнапред те прашала, долги години веќе се трудите да го пренесете знаењето на многу луѓе кои што сакаат да готват, да станат готвачи, дали професионални, дали дома за во кујна и секогаш несебично го споделувате вашето знаење кои што е веќе фаќа можеби во третата деценија како што се занимавате со кулинарското, па како дојде и до оваа идеја и до овој концепт од 9 до 12 часот да се служи појадок во FG Кулинарското училиште? Добро утро пред се на сите гледачи и добро ни дојдовте Ивана повторно кај нас во училиште. Како што кажа, ќе повторам, долги години веќе креираме, еве скоро трета година функционираме и како училиште и сакавме да станеме достапни за, да кажам, широката популација, да може да ги вкуси нашите креации и така дојдовме до идеја да го отвориме тој појадок од 9 до 12, да биде достапен за сите, да можат да дојдат тука во училиштето да не посетат, да уживаат во амбиентот и да уживаат во нашите кулинарски креации. Концепт кој што не отсликува нас како училиште и како, да кажам, како тим, би рекол дека е од фарма на трпеза концептот. Значи, апсолутно бевме единствени во тоа дека ова е концепт кој што сакаме да го работиме и сите уживаме во тоа да комуницираме со локалните фармери, кои што дел од нив ни се тука многу близу. Се работи за неколку километри радиус од целото Стајковци, од целото Бразда, од селото Црешево и така натаму. Комуницираме исто многу добро со нашите пријатели од фармер Камник Био Органик и така натаму, да не ги набројувам сега сите производители, да оставам нешто и да биде, да дојдат самите гости да откријат. Така да денеска за вас подготвивме еден рецепт од нашето мени, една наша омилена гранола, се работи за неколку житарки, за неколку семиња, споени со суво овошје. Тука имаме мед од нашиот добар пријател, пчеларникот Дихово, значи од кај Нацо. Имаме нормално кјавалон, најдоброто истарско екстра вирџин маслиново масло. Ја имаме сезоната на трпеза, како што може да видите, тука се копривите, веќе глуварчето, блитвата, така да Злате сега ќе оставам да ви објасни постапката, како ја подготвуваме нашата гранола, нормално. Да, Злате, веќе ние додека разговаравме, те видовме како веќе почна да подготвуваш Исецка тука, со што се започнува и што се сочинува гранолата, која што знаеме дека е многу здрава и е богата со нутритивни вредности. Како што кажавте, накратко мал вовед во гранолата. Тука имаме овес, јаткасти плодови, суво овошје, кафеав шеќер, маслиново, мед, кокосово брашно. Ќе ги измешам, ќе ги зачинам со сите наведени состојки, оди да се пече. Наредно ги мешаме сувите состојки
и додека тоа се убаво се вклопи, ние една ќе сервираме за пред камера да видат гледачите. Колку време се пече, колку време трае процесот на печење на целата грана? Процесот на печење, извинете, мора да биде на малку пониска температура и подолго време. Така имаме поголема контрола и убаво јаткастите плодови и овесот ќе се засушат, ќе бидат убаво крцкави и гранулата ќе ни биде доста вкусна. Да, верувам дека и на голем број од гледачите во овие денови кога нели се пости за големиот христијански празник Веледен, дека ќе ги инспирираме и во нивниот дом да си направат, затоа што навистина е лесно, практично и можеби се од ова нели веќе да имаме во нашиот дом. Филип, што се друго може да се најде на овој? Да кажам за сите кои се заинтересирани да ја дегустираат гранолата, тим го дадеме и нашиот рецепт. Така да повелете, посетете не. Покрај гранолата на менито нормално имаме неколку сендвичи со наш домашен леп, со наше, да речам, буквално секоја една компонента гледаме да ја подготвиме во училиштето. Тука, така да имаме на менито секогаш се наоѓа по некоја супа, така гледаме да биде мени што ќе ги задоволи сите вкусови. Да не открива многу, се работи за супер, да кажам, хранливо, супер здраво, супер сезонско мени за појадок и едно искуство комплетно на уживање во нашиот амбиент. Тука, каде што може гостите да не гледаат додека готвиме, може да користат нашата библиотека, може да уживаат у некој од нашите плочи, и така натаму. Едноставно појадок кој што, би бил соодветен за луѓето кои што денот имаат нешто да прослават или имаат некој специјален состанок, тука се во околина па сакаат да застанат и малце да го успорат животот. Така да се навратиме на гранолата, кој што рече Злата, ја печеме на најниска можна температура и печењето знае подолго време да трае. Ради тоа ние ќе сервираме една од нашата веќе готова гранола. Готвена вчера. Најниска температура токму заради тоа да ги задржиме нутритивните својства на самите зрнести плодови, па и тука ни е медот. Едноставно, секој едно зрно е битно да се обложи со мед и со маслиново. Као што може да видите, користиме и екстра вирџин маслиново масло, кое што не е добро да се загрева на високи температури, бидејќи ги губи нутритивните својства кои што се најбитни да ги задржиме внатре во гранолата. Така да ја мешаме во миксер, као што може да видите. Друго што би рекол, на крај ја сервираме сега во моментов, ќе ја сервираме со бадемово млеко, кое што исто го подготвуваме тука, за да направиме една посна порција, меѓутоа оставаме на гледачите да си одберат истата, може да се сервира и со јогурт, со млеко, со било што да посака. Друго што би кажале, појадокот е секој ден од 9 до 12, од понеделник до четврток, така да ги поканувам сите, се наоѓаме веќе на добро познатата локација, Јадранска магистрала 58 во Избегово. Не знам што би рекол. Да, тука во близина нели на нашата телевизија ќе ги поканиме нели сите оние кои што сакаат да дојдат да вкусат, да пробат нешто свежо, буквално од фарма на Трпеза. Камерата може и да забележи нели дека буквално овде све е свежо, таза нели набрано, сите овие состојки кои што со кои што ги подготвувате појадоците. Во интерес нели на времето да почнеме, мислам дека можеме да ја подготвиме веќе за да видат гледачите како нели се подготвува до крајот целиот процес, за да можат и тие да си направат, но можат и овде да дојдат и вие да им го дадете нели рецептот. Рецептот рековме, значи доаѓа со секој еден посетител, ќе си оди со рецептот, ќе може да си подготви гранолата и дома. Нормално ќе може и да си купи кјавол од маслиново кај нас во училиштето. Исто така гранолата сакаме да кажеме, бидејќи е доволно сув, да кажам, производ, стои сигурно и по месец дена, така да може да си направите однапред, да ја чувате во добро затворен херметички сад. Не би во моментот препорачал фрижидер за овој производ, бидејќи знае да има многу влага фрижидерот, така да негде на суво место, добро затворена и може до месец дена да седи сигурно. Така да
супер производ за да се почне утрото, супер појадок, навистина, кој што содржи многу антиоксиданси, многу растителни влакна, многу протеини, тука се нели витамините од свежите овошја кои ги користиме понатаму за сервирање, многу ензими од свежите овошја. Јаболките сакам да кажам дека се од наша фарма, поточно доаѓаат од Паланка. Нормално не се во сезона, меѓутоа овие јаболки се непрскани и издржуваат сигурно и до следниот септември, мислам до овој септември сега. Јагодата денеска најдовме на пазар многу квалитетна јагода која што веќе мириса на онаа што ја знаеме, да. Така да задоволни бевме, купивме јагоди ова утро. Понатаму сувите овошја се тука, имаме во гранолата суа брусница, суво грозје, имаме ленено семе, имаме овес, значи голем процент на овес кој што го купуваме од нашите пријатели од ДМ. Се работи за биооргански овес. И тука нормално на крајот зачинуваме со путерите и ова е баш конкретно жандуја, мислам дека крем од нашиот добар пријател Леска, го поздравуваме во оваа прилика Пеце. Не мора многу реклама за Пеце, секој што ги пробал знае за неговите за што се работи, така да ја искористивме неговата жандуја крема за нашата гранола, идеално се спарува, ги потенцира тие јаткасти ароми. Нормално тука за да појачаме малку железо од сабајле маџунот, на крај завршуваме со маџун и добар апетит, толку е, да, толку е сервирањето. Иве Златето туку преубаво го сервираше, го украси, го декорираше и е спремно за вкусување. Јас ке ви се заблагодарам и на двајцата за одвоеното време и ви посакувам да си имате успешна работа и секако до следната прилика за тајните на успешното готвење и за љубовта кон кулинарството кој што вие двајца вака во тандем ја имате и веќе ја негувате со години. Ви благодариме уште една што не следите нашата мисија, да кажам, како што растеме, така ќе бидете, да кажам, ексклузивци во емитување на сите наши нови концепти. Убав ден ви посакувам на сите гледачи и повелете на појадок. Ви благодарам уште еднаш. Ние ќе ве поздравиме од FJ кулинарското училиште и ќе ве поканиме да дојдете овде и да вкусите некој од нивните појадоци кои што се буквално од фарма на трпеза или се она што е свежо, органско и секако намирници кои што ги прават локалните производители, односно кои што ги одгледуваат. Ивана, ваков појадок не се пропушта. Благодарам многу за овој разговор и ова што имавме можност да го погледнеме од ова кулинарско училиште.